Здраво, драги љубители на емисијата Црвило, како и секој петок, еве не повторно во исто време, но со нови содржини. Останете со нас до крај. Време е за коктел, најбрзиот рецепт за кокос маргарита. Влегуваме во летното расположение со екзотичен коктел кој ќе биде готов за помалку од 5 минути и е идеален за пријатни вечери на тераса. Влегуваме во летното расположение со екзотичен коктел, кој ќе биде готов за помалку од 5 минути и е идеален за пријатни вечери на тераса. Температурата се зголемува, нашите мисли веќе патуваат на плажи, острови и волшебни дестинации. Додека се уште сте во градот, имаме совршен начин да го почувствуваме летното расположение со вкусен рецепт за коктел. Маргарита е класичен коктел од мексиканската кујна, а главните состојки се текила, лимета и лимон. Ви предлагаме поекзотична варијанта поради која дури и психички ќе избегате на тропските дестинации. Како да го подготвите? 60 мл текила, 30 мл ликер, 20 мл сок од лимон, 45 мл вода од кокос и на лажица рентан кокос и мраз. Ставете ги сите состојки во шејкер и добро изматете. Послужете во ниска чаша. Може да го декорирате вашиот коктел со парчиња лимон или да го премачкате работна чашата со сол. Уживајте во овој превкусен коктел. Сезона на боси стапала, домашен педикир во 5 чекори. Одбројуваме до најжешкото време од годината, што значи и боси нозе во сандали, кои трпеливо ја чекаа својата премиера. Ако одењето на косметичар не е опција, имаме неколку совети токму за домашен педикир. Сезона на боси стапала, домашен педикир во 5 чекори. Отстранете го стариот лак. Секоја промена започнува со отстранување на старите слоеви, така што ќе имате ново, чисто платно, што ќе го насликате во летни бои. Натопување на стапалата. Наполнете ја бањата со топла вода и додадете соли за бања и опуштете се 5 до 10 минути. Ако имате груби подпетици, откако стапалата ќе се натопат добро, можете да ги стругате петиците и да ја отстраните грубата кожа и да ги натопите уште малку. Сечење на ноктите. Скратите ги ноктите и сечете ги со нокталица, а потоа ставете масло за нокти и за ноктици.
Масажа. За целосна релаксација и нега, масирајте хидратантен крем кој дополнително ќе ја омекне вашата кожа. За максимален ефект, по неколку минути масажа можете да нанесете и чорапи за кремот да се апсорбира подобро и не заборавајте да го ставате кремот секоја вечер пред спиење. А на кожата на стапалата и треба барем дел од вниманието што ја го посветуваме на кожата на лицето. Лакирање. Откако ќе се натопат кремот и маслото, време е да се лакирате. Првиот слој треба да биде безбоена основа што ги штити ноктите. Потоа нанесете 2 слоја лак во боја, а потоа завршен сјај. Повеќе слоеви ќе гарантираат дека лакот ќе трае подолго, а стапалата ќе бидат убави. Одвојте доволно време за да се исушат одделните слоеви, за да го направите лакот безпрекорен. Трикови за тоа како да ја подготвите кожата и да го одржувате тенот што е можно подолго. Најубавиот тен се добива природно на сонце, но изложувањето на сонце поради многуте лоши здравствени последици треба да биде ограничено и мудро да се користи. Трикови за тоа како да ја подготвите кожата и да го одржувате тенот што е можно подолго. Избегнувајте топла вода. Подолгото натопување во топли бањи или туширање под млас топла вода ја суши кожата. Затоа бањајте се со млака вода, користејќи хидратантен гел за туширање со растителни масла и други хранливи состојки, избегнувајќи ги оние што содржат хемикалии за сушење, како што е натриум лаурил сулфат. Хидратација. Ако прифатите само еден совет, нека биде овој. Хидрирајте ја кожата колку повеќе, толку подобро, затоа што кога кожата ќе се исуши, почнува да се лупи губејќи ја површината бронзениот слој. Побарајте богати навлажнувачки креми за лице и лосиони за тело наменети за кожата по сончање, бидејќи тие го продолжуваат сончањето, и избегнувајте препарати базирани на краставици, лимони и млеко, бидејќи можат да ја избелат кожата. Покрај хидратацијата однадвор, телото треба да се напои однатре. Пилинг е дозволен и треба да се користи. Спротивно на популарното верување, пилингот нема да ја изгреба вашата тешко и заработена боја. Напротив, потребен ви е пилинг, бидејќи на собраните мртви клетки можат всушност да направат кожата да изгледа сива и досадна. Сепак потребно е внимателно да се избере производ со кој кожата ќе сјае. Предпочитајте нежен сунгер или пилинг за бања со многу фини мониста за пилинг што ќе ја отстрани старата кожа, но нема да биде доволно силна за да се отстрани темниот тен. Избегнувајте пилинг со гликолна и салицилна киселина, бидејќи можат да го избледат тенот. Како и креми за депилација, бричи и восок, бидејќи сите овие методи на отстрнување на влакна го отстрнуваат површинскиот слој на кожата. Наидеално би било да користите пинцети или епилатор за отстрнување на влакна. Внимавајте што јадете. Бета-каротенот ја подготвува кожата за сончање, но исто така помага да се задржи бронзената нијанса што е можно подолго. Затоа посегнете кон додатоци на бета-каротин или вклучете што повеќе храна што го содржи овој корисен растителен пигмент во вашата исхрана. Ова се сите оние намирници чии бои потсетуваат на бојата на виножитото, а тука спаѓаат моркови, кајси, манго, сладок компир, папаја, спанаќ. Нагласете го тенот. Кога ставате шминка, користете бронзер. Нанесете го со кружни движења во пределот на лицето, кое природно е прво под ударот на сонцето, челото, слепоочниците, носот и јаболчниците. И нагласете го бронзениот тен со суви масла со златен сјај или затемнети лосиони со пигменти за самопотемнување. Лажниот тен е многу полесно да се постигне кога веќе имате бојата, бидејќи постои многу помал ризик од развој на дамки и несакани портокалови тонови. И конечно, за да го потенцирате тенот, лакирајте ги ноктите со корални или тиркизно сини нијанси и облечете бела облека, што создава илузија на потемна кожа. Останете на сонце.
По време на сончење повраќањето од морето може многу да ви ја продолжи бојата и може да се сончете, во зависност од тоа каде живеете цело лето. Но дури и тогаш не заборавајте за UV заштита. А како да дознаете дали пиете премногу кафе? Омилениот пијалак за многумина е единственото нешто за кое понекогаш имаме енергија да го подготвиме, но ако се прашувате дали пиете премногу кафе, слушнете во продолжение. Како да дознаете дали пиете премногу кафе? Многу луѓе го сметаат кафето за утрински спас, но сакаат да го пијат и во текот на работниот ден, понекогаш дури и после работа. Ако некогаш ви се случило да испиете премногу кафе, ви се чини дека имате главоболка или не можете да се сконцентрирате, но всушност немате поим колку кофеин сте испиле, еве како можете да откриете дека сепак претерувате. Првото нешто што е важно да се реши, кофеинот е совршено добар кога го земете умерено. Нутриционистот Меган Мејер вели дека кофеинот ги зголемува менталните перформанси и будност, затоа што блокира хемикалија во мозокот што е поврзана со поспаност. Повеќе студии ги проучувале ефектите на кофеинот и откриле дека кофеинот може да ја продолжи издржливоста и да ги подобри перформансите. Покрај тоа, важно е да се напомене дека кофеинот нема да ви донесе надчовечки способности или придобивки, но може да ви помогне да извршувате задачи на врвни нивоа. Покрај тоа што умерената потрошувачка на кофеин од кафе и чај, исто така може да го намали ризикот од хронични болести како што се дијабетес тип 2, срцеви заболувања и некои видови на рак. Овие пијалаци содржат и полифеноли и антиоксиданти за кои е докажано дека штитат од хронични заболувања. Кога станува збор за премногу кофеин? За повеќето луѓе безбедно е да се внесат до 400 мг кофеин на ден, што во превод значи околу 3 шолји турско кафе, 5 шолји еспресо и 7 шолји црн чај. Според Националната медицинска библиотека на Соединетите Американски држави, ако ја надминете таа количина, тоа може да предизвика здравствени проблеми како што се несоница, вознемиреност, гадење, главоболки, вртоглавица, немир или треперење и абнормален срцев ритам. Ако забележите дека сте раздразливи, често уринирате или имате неможност да го контролирате мокрењето, пиете премногу кофеин. Исто така, кофеинот спречува да заспиете ноќе, скредувајќи го времето на спиење, што нема веднаш да го поврзете со него, но ќе му припишете, например, стресот на работа. Доволни се 100 мг за нормално функционирање, така што остатокот што го земате е чиста навика на организмот. Ако внесувате 1200 мг кофеин на ден, може да предизвикате и напади. Во случај да забележите некои од овие симптоми, еве што можете да направите. Водете сметка колку кофеин консумирате. Внимателно прочитајте ги декларациите. Кофеинот може да се најде и во вашето омилено чоколадо или заборавате дека сте испиле енергетски пијалак. Дури и некои лекови како што се кафетинот содржат кофеин. Можеби ќе бидете изненадени од тоа колку често го внесувате. Постепено намалете го внесот на кофеин. Например, ако откриете дека пиете 3 шолји кафе на ден, намалете за една. Заменете го пијалакот со чај, какао или сок. Отстранете го кофеинот целосно. Откако ќе намалите на едно кафе на ден и изберете билни чаеви со кофеин за остатокот од денот, пиете вода со лимон наутро. Можеби дури не ви треба кафе, тоа е само прашање на навика. Обидете се да го замените со други пијалаци и ако се уште не можете да се ослободите од овој црн еликсир, застанете по една шолја. Кој направи да изгледам толку прекрасно во мојата денешна фризура? Кој, ако не нашиот Алекс? Гледам во продолжение.
ова прекрасна шминка, ова прекрасен мејкап на мене, гледам во продолжение со нашата Ана Нага. Уживавте со денешното издание на емисијата Црвило. Се надам дека бевме занимливи со нашите денешни подготвени содржини. Јас ви ветувам дека и наредното издание ќе биде така занимливо. Не го минувате каналот, а и следете на и наредното издание. Чакаме!